21 февруари за УНЕСКО, односно со подршка од УНЕСКО, се одбележува Меѓународниот ден на мајчиниот јазик со цел да се прослават повеќе од 6000 различни јазици кои се говорат во целиот свет. Меѓународниот ден на мајчиниот јазик е ден за промовирање на лингвистичката и културната разновидност и се потенцираат важноста и уникатноста практично на секој јазик, како што реков, во целиот свет. Меѓутоа, имаме еден предизвик пред кои сме исправени посебно ние како помали нации, помали држави. Достапноста на странските јазици за младите е се поголема и нормално неговата употреба, па тука се случуваат и некои модификации на јазикот, односно тоа го прават самите нови генерации. Меѓутоа, на оваа тема зборуваме во студиото со професор доктор Елена Јованова Грујовска, директорката на Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков. Добро утро и добро ни дојдовте. Драго ни е што сте наш гостин ово утро. Добро утро, ви благодарам на поканата во македонската телевизија, соседната куќа до Институтот за македонски јазик. Секогаш ми е чест и задоволство да гостувам. И секогаш наш драг гостин. Сте доста застапени во медиумите овие неколку денови, не, во таа неформална комуникација рековте можеби издосадивте. Во никој случај, со оглед на тоа дека македонскиот јазик, еве конкретно македонскиот јазик, колку ни е битен и мислам дека дури е малку. И затоа најпрво ќе ве прашам, колкав е тој голем предизвик, колкава е тежината на таа модификација од младите луѓе, посебно со користењето на странските јазици, а некако имаме чувство дека малку се занемарува македонскиот јазик во таа употреба, посебно ќе нагласам од младите. Знаете, вие убаво кажавте дека постојат 6000 јазици, над 6000 вчера претседателката рече до 7000 јазици во светот се зборуваат. Сметајте дека многу малку од тие јазици, околу 250, се кодифицирани. Македонскиот јазик ја има таа чест, таа среќа да биде, и тоа достигнување, да биде еден од кодифицираните јазици. Што значи кодифициран јазик? Значи јазик кој што е службен во една држава, конкретно македонскиот во македонската држава, од првото заседание на АСНО 1944 почнува кодификацијата, се заокружува 1945 со објавувањето на македонскиот правопис и на македонската азбука. Од тогаш државата води грижа за македонскиот јазик. Меѓутоа, автоматски со тоа и самите граѓани, нели, преку образовниот систем, преку негување на македонскиот јазик, институтот преку своји проучувања и така натаму. Меѓутоа, ми се чини дека станавме многу самоуверени, дека, еве, ние си го знаеме македонскиот јазик, што тој нам ни е мајчин, и сега да се посветиме на учење на други јазици и секогаш во историјата има еден јазик со престиж. 19-тиот тоа бил францускиот јазик. Сега еве го крајот на 20-тиот, почетокот на 21-виот век, тоа е англискиот јазик. Јазик со престиж. И нормално јазикот со престиж е атрактивен за генерациите. Младите кај нас мислам дека треба прво тука сме ние родителите, баби, дедовци и така натаму и воопшто образовниот систем, значи треба да наметнеме дека првиот јазик што треба еден млад човек да го научи треба да биде мајчиниот јазик. Кога ќе се заврши со учењето на мајчиниот јазик, освен ако не се двајцата родители во мешан брак, тогаш паралелно се учат двата јазика, двата ние ги нарекуваме мајчини јазици, ако едниот е татков, другиот е мајчин. Меѓутоа, само тогаш науката вика ворете паралелно да се учат двата јазика и детето два кода веднаш развива во своето главче. Меѓутоа, ако ние сакаме да му наметнеме на едно детенце, да му наметнеме, да му изфорсираме на едно дете да учи туки јазик што дома не го зборуваат вообичаено родителите, роднините, пријателите што доаѓаат, тука се случува чудната ситуација. Ни се случуваат ситуации кога децата почнуваат да зборуваат на туѓ јазик, не на македонскиот, на мајчиниот, еве ќе речеме, во случајов сега јас, на македонскиот јазик.
И потоа имаме проблем. Проблем во развојот на децата. И воопшто во животот тие деца ќе имаат проблем. И ова е апел до младите генерации. Прво негувајте си го мајчиниот јазик, кој да е, потоа македонскиот како службен јазик во македонската држава, ако ви е мајчин, нели македонскиот и како мајчин, потоа учете ги, прифаќајте ги другите јазици, соседни, доминантни и така натаму. Зошто? Затоа што така, преку учењето на мајчиниот јазик од родителите, од мајката, ние го осознаваме светот, си ја прифаќаме нашата култура, нашата културна разновидност во однос на другите, и потоа е многу лесно да се прави споредба мојот јазик, мојата култура и на културата на друг народ, на друг јазик и така натаму. Луѓето што ќе пораснат, младите што ќе пораснат со идеја за светската култура, остануваат сиромашни со информацијата дека имаат своја матична, мајчина, татковинска култура, нели, на својот народ, и тоа се одразува потоа воопшто во животот. Како Институтот за македонски јазик го одбележа денот на мајчиниот јазик? Значи, ние ги почнавме вчера, и вчера ни беше централната манифестација на одбележувањето. Денес имаме веќе училишта што се пријавиле по повод денот на мајчиниот јазик да ја посетат спомен собата на Крстен Мисирков. Јас љубам да кажам, единствена во светот, нема друга таква спомен соба за Крстен Мисирков, и да се запознаат со животот и делото на нашиот патрон. А инаку вчера имавме традиционална манифестација. Годинава не посети, не удостои со своето присуство претседателката Гордана Силјановска-Давкова. Таа се обрати пред присутните. Сите бевме одушевени од настапот на Никола Ристановски, кој што рецитираше македонски стихови од македонски автори. Потоа колегата Гоце Цветановски зборуваше за значењето на мајчиниот јазик, и се разбира, јас мораше да кажам за активностите на Институтот за одбележувањето и воопшто за важноста на денот на мајчиниот јазик и за отвореноста на Институтот кон сите. Отвореноста, ние на 21 февруари или еве деновиве ги отвараме вратите на Институтот не само за македонските родени говорители, туку за сите граѓани во нашата држава, за да си кажат по неколку зборови на својот мајчин јазик, да се разбереме меѓу себе, а секој да си каже да си зборува на својот мајчин јазик и да покажеме дека љубовта, разбирањето, толеранцијата се заеднички за сите. И таму да се чувствуваат убаво како дома, се разбира. Да, и кај нас да се чувствуваат, така е. И мислам дека вчера успеавме, преполниот амфитеатар имаше сигурно, значи имаше 30 на луѓе што стоеја, затоа што се беше пополнето, секој столче беше, и тоа само кажува дека сме веќе традиционално интересни, нели, и атрактивни, и секоја година е мал амфитеатар за да ги прифати сите наши гости. Да. Заложбите за изучување на македонскиот јазик на странските универзитети продолжуваат и понатаму, и во изминатиот, претпоставам дека и во идниот период. Ајде малку повеќе за лекторатите за македонски јазик низ светот. Колку ги имаме во овој момент и како функционираат? Значи, убаво е да си ја викнете директорката на семинарот за македонски јазик, таа точно знае колкава е бројката. Знам дека е околу 20-тина, меѓутоа знам дека во некогашната СФР беа 65. Тоа само кажува дека ние потоа не сме успеале да ги задржиме лекторатите со македонскава држава, нели? Знам, јасно е, ние не сме народ што има многу пари. А одржувањето на лекторатите треба да биде финансиски поддржано од државата. Сега едва и се стаса до утврдување на платата на еден лектор
во договор со Министерството за надворешни работи сепак тоа е, меѓутоа некаде на ниво на доцент. Сега сметајте доцентска плата, а пред тоа беше уште пострашно, многу пострашно беше со асистентска плата. И сметајте вие дека се оди во разни центри кои што се исклучително поскапи од Скопје како место на живење, каде што самите треба да се снајдаат и така натаму. Меѓутоа сите се многу активни, се снаоѓаат и прифатени се во средината каде што одат, и затоа најчесто имаме барање и за втор мандат на овие лектори. Тоа само зборува дека со љубов си ја работат работата, а на државата е да мисли нели малку повеќе за. И има уште за финансиската состојба, има уште еден друг момент. Значи, ние во институтот сега имаме една колешка која што е во Париз лектор. Донесовме одлука за мирување. Никаде државата го нема регулирано овој момент. И јас знам еден професор, магистер со многу висок просек, кој што сакаше да оди за лектор, не се пријави затоа што нема да му мирува работното место во Тетово, кога ќе се врати по 3 години, ќе остане на улица. Така, ете тој момент е тоа што нешто што треба државата да го направи за да ги поттикне младите. Во институтот сте некаде повеќе од околу 10 години, поставена и катедрата за постдипломски студии. Так. Колку студенти досега магистрира и колку се очекува годинава да магистрира? Знам и дека навистина има голем број на заинтересирани кои што сакаат всушност да магистрираат во институтот. Знаете, ние нудиме едногодишни и двегодишни постдипломски студии. За сите што завршиле 4 години факултет, 4 годишен, нудиме едногодишни македонистика со комуникологија, а имаме и 2 годишни македонистика со комуникологија. Да, доста се атрактивни, особено меѓу новинарите и меѓу луѓето што работат по кабинетите на градоначалници, по медиумите и така, по други медиуми, нели не само МТВ и така натаму. Бројката е пристојна, импозантна. Еве сега деновиве, следната недела ќе доделуваме дипломи на најново магистрираните, сега што магистрирале последнава година. И мислам дека е тоа голема радост за сите нас. Инаку можам да кажам дека бројката е над 100 кои што во последниве 10 години се запишале кај нас, најголемиот дел магистрирале, или еве сега имаме и неколку кои што сакаат да ги привршат магистерските студии. Знаете како кај нас не секој има можност да дипломира, веднаш да најде работа и веднаш да се запише на постдипломски, така? И тоа оди постепено. Кој колку пари има, како, ние сме меѓу најефтините постдипломски, ќе речеме, но тоа не влијае на квалитетот, само сакавме македонскиот јазик, македонистиката, воопшто комуникологијата да бидат достапни за луѓето кај нас, и 900 евра е се уште постдипломските студии, и со сите трошоци тоа се 1200 евра. На крајот тоа е многу ниска цена во однос на сите други постдипломски студии. Меѓутоа, честа наша е голема, ете ни се запишале студенти кои што сакаат да бидат постдипломци. Вчера донесовме одлука за нови 4 во вториот уписен рок. И само што завршиле на филолошкиот факултет, ги чекаме со радост. Тоа е нашата задача, тоа е нашата мисија. Нели, знаењето што го имаме, што сме го стекнале, да го пренесеме на младите генерации. Кои се вашите позначајни активности како институт за оваа година? Значи, оваа година одбележуваме повеќе јубилеи. Меѓутоа, прво ќе кажам вака. Институтот за македонски јазик работи на неколку проекти. Еден од нив е национален, македонскиот дијалектен атлас, македонскиот етимолошки речник, се извинувам, македонскиот дијалектен атлас, после ќе го кажеме, тој веќе награда доби. Значи, македонскиот етимолошки речник се работи кај нас во институтот, освен тоа се работат
повеќе проекти во областа на ономастиката, во областа на историјата на македонскиот јазик. Секоја година се работи и излегуваат материјали нови свески од речникот на црковно-словенскиот јазик од македонска редакција. Потоа се работи на диалектолошки теми. Толковниот речник, електронското издание почна да се дополнува со нови зборови, ете и тоа да го спомнеме, нели? Сакам да речам дека од комуникологија имаме проект што го работиме. Сакам да кажам дека прво ни е научната работа. Меѓутоа и видливоста на институтот ни е многу битна и затоа спонтано се појави тоа. На 21 февруари секоја година го одбележуваме денот на мајчиниот јазик. Потоа ни е 5 мај. Ние од донесувањето на одлуката за воведување на македонскиот јазик, на денот на мајчиниот јазик, на македонскиот јазик, ние почнавме да го одбележуваме. Тоа го правиме сите овие години. И потоа во мај имаме денови на Благоја Корубин, годинава јубилејна, 30-та конференција, 30 години. Ја правиме оваа конференција со учесници од земјата и странство, со меѓународен уредувачки одбор и така натаму. Потоа во јуни ги имаме рациновите средби со општина Велес, со градот Велес. Институтот организира конференција, научна конференција за Кочо Рацин и актуелните теми што ни се, нели секоја година имаме некоја актуелна тема. За нас годинава е 100 години од смртта на Крсте Мисирков, 105 години од раѓањето на Блаже Конески, 100 години од раѓањето на Радмила Угринова Скаловска, 80 години од излегувањето на македонската граматика на Круме Кепески. Имаме доста работи за кои што нели цела година ќе чествуваме и секако на крајот, како за окружување, ни доаѓа отворени денови на Институтот за македонски јазик. Мене многу ми е драго што колешката Анита заедно со колешката Елизабета од првите наши отворени денови не следите и ви благодарам, многу сме ви благодарни. Годинава ќе бидат 11-тите отворени денови на Институтот за македонски јазик. И тука имаме меѓународна конференција со по 100 учесници, 100-120 учесници од Македонија, од сите универзитети во Македонија, но и од странство, од многу земји. Сме имале учесник од Кина, од Америка, од Турција и така, Полска, да не ги набројуваме, да. Многу настани за до крајот на годината и како за крај закружување на овој разговор. Како оценувате употребата на стандардниот македонски јазик, особено кај новинарите и кај електронските медиуми? Знаете, секогаш сакам да бидам стимулативна во одговорот. Значи, јас многу се радувам што сега имам тука пред мене двајца писмени новинари, нели? И воопшто македонската телевизија, мислам дека, иако не знам дека веќе постои таа школа што постоеше на времето, меѓутоа сепак се уште во македонската телевизија многу се внимава. Имаме млади луѓе кои што доаѓаат со идеја да бидат видени, да бидат забележени, што би рекле стајлингот да им биде нели во ред, меѓутоа не внимаваат како ќе се изразат. Забораваат дека претходно им треба една подготовка за правилен изговор на гласовите. Секој си доаѓа од некој крај. Скопјаните си имаат, нели, скопскиот градски говор си има своји специфики, па доаѓа од Западна Македонија, па доаѓа од Источна Македонија. И тоа се забележува, нели? Ако се помине една школа, полесно ќе биде. Добро е тие млади неколку месеци да вежбаат, за да можат потоа да излезат пред малите екрани, пред публиката и да секој што ќе ги гледа да рече, ова е многу професионално направено. Затоа што впечатокот што го оставаат новинарите е всушност впечаток за медиумот, за електронскиот медиум, за телевизијата, за радиото. Така,
од вас се зависи, од вас зависи впечатокот, но истовремено зависи и состојбата на македонскиот јазик. Младите ве слушаат, ве следат и ве имитираат. И како вас сакаат потоа да зборуваат. Благодариме многу за денешното гостување во нашата емисија. Уште многу теми останаа, меѓутоа се разбира повторно ве очекуваме да ни дојдете во нашата емисија и се разбира да ве посетиме во Институтот за македонски јазик. Со задоволство, вие сте секогаш наши драги гости и ви благодарам уште еднаш за поканата. Благодариме уште еднаш.